20 часот, термин за централниот дневник на Канал Плюс. Добро вечер. Ова се настаните на денот. Над 160.000 нови работни места се отворени од доаѓањето на ВМРО-ДПМНЕ на власт, што овозможи пат на невработеноста од 38 на 24%, истакна лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Од 13 септември управата за јавни приходи присилно ќе наплаќа. Повеќе од 85.000 граѓани се под закана да добијат блокирана сметка и присилно да им бидат наплатени долговите за радиодифузна такса. Понеделник е значаен ден за припадниците на муслиманската вероисповед. 12 септември е првиот ден кога започнува празнувањето на Курбан Бајрам. Овој ден е неработен за муслиманите во Македонија. Почнуваме со политика. Над 160.000 нови работни места се отворени од доаѓањето на ВМРО-ДПМНЕ на власт од 2006 година до денес, што овозможи пат на невработеноста од 38 на 24%. Ова го истакна лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, кој потенцираше дека за една година отворени се 21.000, а за 10 години над 160.000 нови работни места. Над 160.000 нови работни места се отворени од доаѓањето на ВМРО-ДПМНЕ на власт од 2006 година до денес, што овозможи пат на невработеноста од 38 на 24%. Намалувањето на невработеноста беше еден од главните фокуси во работата на ВМРО-ДПМНЕ и доколку се избегнеше барем политичката криза која создаде нашиот политички опонент, бројката ќе беше уште поголема, истакна лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Важно е дека мерките што се преземаат од страна на државата, од страна на владата и што се преземаат во минатото ги даваат потребните ефекти и се отвораат се повеќе нови работни места. Направената добра бизнис клима е многу значајна и таа е предуслов за се друго што се правеше да даде резултат. Она што е исто така значајно е што заклучно со овој резултат и со ова објава на намалување на невработеноста за 0,5 за само еден квартал, сега веќе невработеноста е 24%, беше некаде околу 38% кога ВМРО-ДПМНЕ презема владата во 2006 година. И бројот на ново отворени работни места е 160.000. Груевски ја спомена и направената добра бизнис клима, која, како што рече, е многу значајна и е предуслов за се друго што се правеше да даде резултат. Според него, ако се направи каква било анкета или истражување на јавното мислење, несомнено ќе се види дека најголемиот проблем на граѓаните е токму невработеноста, а излегувањето во пресрет на она што им е најголем проблем на граѓаните, независно од нивната етничка, религиска или каква било припадност, е всушност најважното нешто што го исполнуваат политичарите. Остануваме со политика. Актуелната власт и по 10 години од формирањето на Универзитетот Гоце Делчев во Штип не изгради објект за сместување на студентите. Нов студентски дом кој ќе биде изграден до 2017 година најави СДСМ на денешната пресконференција со новинарите во Штип. При денешната посета на Штип, членот на извршниот одбор на СДСМ и председател на Комисијата за образование и наука во оваа партија најави изградба на нов студентски дом за студентите на УГД. Тоа ќе се случи, нагласи тој, откако СДСМ по 11 декември ќе ја освои власта. Овде во Штип ние гарантираме дека после промената на власта во декември студентите ќе добијат нов модерен универзитетски кампус и тоа до крајот на 2017 година. И по 9 години од формирањето на Универзитетот Гоце Делчев, власта нема решение за сместување на студентите. Груевски и повеќе министри за образование со години зборуваат и ветуваат изградба на некаков студентски град во Штип. Од тоа ветување нема ништо. Секојдневието на над 200 студенти и средношколци од регионот кои живеат во државниот студентски дом Браќа Миладиновци се му влосани ѕидови, стар и искршен инвентар, санитарни јазли под секој стандард, студ и еднолична храна. Ве веруваме дека по 11 декември промените ќе се случат, а студентите од Штипскиот универзитет ќе добијат нов, современ универзитетски кампус. А во врска со пресконференцијата на СДСМ се огласи Министерството за образование.
Голема е иронијата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кој во 2007 година беше најголемиот противник на основањето на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, квалификувајќи го како непотребен проект за вдомување партиски кадри, а денес ветува поддршка за негов развој и изградба на студентски дом. За волја на вистината, овој универзитет е една од најбрзо растечките и високообразовани установи во земјата и се наоѓа на второ место на националната ранг листа со универзитети, изготвена согласно критериумите на Шангајскиот Џиао Тонг универзитет. Тој ја има поддршката од институциите на системот како во делот на унапредувањето на студиските програми на ставата, така и по однос на модернизацијата и надградбата на инфраструктурните услови и капацитети. Така што ветувањата од оние кои го урнисуваа не само овој универзитет, туку и целокупниот високообразовен систем, вклучително и студентскиот стандард, воопшто немаат кредибилитет. Од 13 септември управата за јавни приходи присилно ќе наплаќа. Повеќе од 85.000 граѓани се под закана да добијат блокирана сметка и присилно да им бидат наплатени долговите за радиодифузна такса. Од даночната управа ги повикуваат граѓаните кои се наведени на должничката листа најдоцна до 13 септември да ги подигнат решенијата за присилна наплата на радиодифузна такса во просториите на УЈП во надлежната регионална дирекција според местото на живење. Повеќе од 85.000 граѓани се под закана за блокада. Управата за јавни приходи објави список на граѓани на кои им е доставено решение за присилна наплата на радиодифузна такса. На новата септемвриска листа се 85.790 физички лица на кои ќе им биде блокирана сметката и присилно ќе се наплатат долговите за радиодифузна такса. На овој список се граѓани должници од целата земја. УЈП практично објави список на сите оние за кои има уредна достава на решенија за присилна наплата, велат од управата за јавни приходи. Од даночната управа ги повикуваат граѓаните кои се наведени на должничката листа најдоцна до 13 септември да ги подигнат решенијата за присилна наплата во просториите на УЈП во надлежната регионална дирекција според местото на живење. Доколку обврзникот има извршено уплати на радиодифузна такса во периодот од опомената или известувањето до изготвување на решението за присилна наплата, потребно е да приложи докази при приемот на решението, како би можел даночниот орган да ги земе предвид и да спроведе правилна постапка на присилна наплата. Доколку пак должникот обврзник на радиодифузна такса наведен во листата за уредна достава на решенија за присилна наплата на радиодифузна такса не се јави и не изврши прием на решението во наведениот рок, тогаш управата за јавни приходи ќе изврши еднократна објава во службен весник на Република Македонија, се наведува во известувањето на УЈП. Остри критики за начинот на наплата на крајот од минатата година упати народниот правобранител. Според поплаките од граѓаните што стигнале на адреса на канцеларијата на правобранителството, имало бројни примери на жалби поради неоснована наплата на радиодифузна такса на лица кои повеќе од 2 децении не живеат во земјава, а мора да ја плаќаат давачката. Потоа двојна наплата на такса, односно во едно семејство и по двајца обврзници. Инаку во земјава има близу 500.000 обврзници и во однос на бројот на должници, скоро секој шести не ги плаќа сметките. Продолжуваме со образование. Училишен прибор за учениците од социјално ранливите групи донираше општина Кочани. Дистрибуирани се во сите 5 основни кочански училишта. Според програмата за поддршка на образованието во општина Кочани, Оделението за јавни дејности и оваа учебна година обезбеди помош за учениците од социјално ранливите групи во 5 основни училишта во општината од 1 до 9 оделение. Помошта се состои од 50 комплети ранци, како и училишен прибор потребен за различни наставни предмети. Тетратки, шестари, бојци, фломастери, хартија во боја и слично, зависно од возраста и потребите на учениците. Комплетите се доставени до 5 основни училишта, од каде што им се поделени на учениците, информира Голубинка Ѓоргиева, раководител на Оделението за јавни дејности во општина Кочани. Паралелно со оваа помош, општината ја спроведува и акцијата за поддршка со облека и обувки за учениците од социјално ранливите групи. Оваа помош, според Ѓоргиева, ќе се обезбедува со проектот Подадена рака преку Центарот за донација во Кочани, кој веќе започна да работи и во кој граѓаните на Кочани донираат облека и обувки наменети за социјално ранливите групи на ученици.
Покрај овие активности во Основното училиште Малина Попиванова се спроведува акцијата за донирање на училишен прибор за децата од социјален ризик кои учат во ова училиште. Со несмален интензитет во Штип продолжува асфалтирањето на улиците. Денес на одредени места се правеа подготовки, на други се асфалтираше, на трети ќе продолжи да се поставува асфалт утре и во понеделник. Компанијата В Груп работи на припрема за асфалтирање на улицата Сремски фронт, односно на делот од кружниот тек на улица Сутиевска до Партизанска. Тука имавме оштетување на самиот асфалт, така да го речем наребрување од тешките товарни возила. На улица Сремски фронт се работи на оштетувањето од последната поплава кој што имавме кај училиштето Гоце Делчев. Компанијата Ескаватори веќе работат на асфалтирање на кружниот тек, што го работиме на местноста Дујле. Значи денес ќе биде првиот слој, а се надевам дека во утрешниот ден ќе биде и оној втор или финален слој со што ние ќе заокружиме завршувањето на кружниот тек и односно како што ветивме на граѓаните дека за 7 дена ние ќе го завршиме, еве кружниот тек ќе биде завршен. Инаку компанијата Колетранс денес работи на асфалтирање на улица Еврејска. Знаеме дека оваа улица е доста оштетена и доста оптеретена со возила. Во денешниот ден таа ќе заврши со асфалтирање на оваа улица, а веќе утрешниот ден се спрема, оваа компанија спрема да асфалтира дел од улицата на Христијан Карпош, каде што е врската измеѓу црвените згради и триаголникот кој што го имаме на улица Христијан Карпош, односно коцката кој што имаме на овој дел од градот. Во Пробиштип над 90% од новите водомери со далечинско отчитување се ставени во функција. Со целосната имплементација на проектот за замена на старите водомери со нови, граѓаните од Пробиштип повеќе нема да се соочуваат со проблемот губење на големи количини вода. Пробиштип годинава со значителни инвестиции во делот на водоснабдувањето. Имплементацијата на проектот за замена на старите водомери со нови, модерни, со далечинско отчитување веќе е на самиот крај. На 90% од нив веќе се ставени во функција. Во проектот беше предвидена замена на 3905 водомери, за што општината обезбеди 500.000 евра. Ние во изминатиот период вградивме повеќе од 3000 водомери и сме во завршна фаза со поставување на новите водомери со далечинско читање. Тоа е проект кој што има вредност од околу 500.000 евра и е добиен како грант од Европска инвестициона банка, со што значително го подобруваме водоснабдувањето во општина Пробиштип и ги намалуваме загубите кои што беа со старите водомери. Со овие водомери ќе биде покриено целото градско подрачје во Пробиштип, а доколку остане одреден број водомери, тие ќе бидат инсталирани и во Злетово. Понеделник е значаен ден за припадниците на муслиманската вероисповед. 12 септември е првиот ден кога започнува празнувањето на Курбан Бајрам. По тој повод се дава курбан, односно се жртвува овен, пошто месото се дели помеѓу најблиските и сиромашните. Припадниците на муслиманската вероисповед во понеделник го празнуваат најважниот исламски празник Курбан Бајрам, наречен празник на жртвата, бидејќи тогаш се принесува жртва или курбан, најчесто овни. Оваа традиција според Куранот е замена за човечката жртва која требало да ја направи Ибрахим, односно за спас на човештвото. Тој требал да го жртвува сопствениот син, но Господ или Аллах во сон преку ангелот Гаврил му испратил порака дека наместо синот може да жртвува овен. Традицијата за курбанот останала до денес, со тоа што освен овен може да се жртвува овца, крава или коза. По жртвувањето месото се дели со најблиските и со сиромашните. Тоа што останува од кожа мора да се дава 100% на сиромасите, а месото најубаво е да се дели на 3. Една на комшиите, на родните, на блиските, може и се без разлика. Сега тука на вера на тоа. Тоа е садака, се дели. Помоќ е тоа. И еден дел на сиромасите ќе ги бараш каде се. И еден дел, ако не си јадал, ти не оставиш за себе. Ако богат не му треба месо, може се да го
да го дели, има и такви што го делат. На овој начин се одбележува поврзувањето на верниците со Господ или Аллах, односно моментот на единство, споделување, солидарност, љубов и покорност кон Бога. Курбан Бајрам е поврзан и со завршувањето на аджилакот на аджиите, кои отишле да се поклонат на светата Ќаба во Мека. По повод големиот празник, муфтијата Исмаили со порака до сите верници. Во име моје и во име на муфтиство за Источна Македонија, тука од Штип, честитам празникот, голем празник, ние го викаме овој Курбан Бајрам, и Аллах да го прими курбанот и хаџот на тие што се таму. Поради празнувањето на Курбан Бајрам, понеделник, 12 септември или првиот ден од овој празник е неработен за припадниците на муслиманската вероисповед. Во вторник, манастирот Свети Спас кај Драгобраште ќе биде духовна екскурзија за 15 пензионерски здруженија од Истокот. Виничкото здружение ќе биде домакин на третата духовна средба за пензионерите од Македонија. Пензионерите од Истокот во вторник се среќаваат во Виница во природниот раскош на манастирот Свети Спас во село Драгобраште. Средбата е традиционална, а годинава и јубилејна за третото доба. Совпаѓа се со денот на осветување на манастирот, а и 70 години од јубилејот на првото пензионерско здружување во Македонија и рачунаме тоа да го изведеме заедно на Свети Спас манастирот. Имаме веќе испратено покани до 15 здруженија во Источна Македонија и дел од други здруженија со кои имаме добри односи и рачунаме на доста големо присуство и една добра забава за пензионерите. Што се однесува до испораката на дрва преку здружението, реализацијата оди тековно и според најавите. До почетокот на октомври ќе биде завршена. Работи се за буката која е скоро 100% донесена, меѓутоа со давот имаме малку проблеми и рачунаме дека до крајот на септември можда ќе се завршат. Како што информира од Виничкото здружение, од запишаните 3600 кубици дрва, дап и бука преку здружението не се дистрибуирани уште 700. Штип е домакин на тридневна меѓународна културна манифестација на која се презентира културното богатство на власите. Во рамки на манифестацијата е отворена изложба на оригинална влашка носија, а настапи имаат и културно-уметнички друштва од Романија и Македонија. Во Штип се одржува тридневен културен настан од меѓународен карактер под наслов Традицијата и културата обединуваат. Овој проект во Штип ги собра луѓето од културата од Романија и Македонија, а требаше да има гости од Грција, но нивното учество е најавено за догодина. Во рамките на манифестацијата беше отворена изложба на оригинални влашки носии и организиран настап на фолклорни друштва од двете држави. Ова е прв пат да се случува меѓународен проект за власите во Штип, бидејќи во Штип има многу власи и се надевам дека со ова ќе бидеме само еден чекор да отвориме еден нов прозорец кон сите идни наши вакви меѓународни манифестации. Влашката носија е карактеристична по многу елементи и има своји посебни карактеристики, вели професор Димитриева Кузмановска. Влашката носија, значи својата карактеристика е прво во кројот. Составена е од повеќе делови, на кои најкарактеристично да речеме од овие што се постарите носии кои се работени од чијак, од волна, значи рачно изработени. А карактеристиката главна за нив била што тие позади, значи сите имале по 74 фалти кои се изработени од волна. Исто така, значи ширитите кои се користени, боите на ширитите, гушникот кој е изработен од перли, исто така, значи, невестинските носи кои биле карактеристични, кои имале во себе повеќе елементи кои ја карактеризираат оваа култура на свој посебен начин, а со тоа се надевам дека нема да биде прв пат што ќе бидат видени овие, значи, носи и оваа култура ќе има повеќе манифестации, така да ќе се запознаат сите што мислам кои ќе присуствуваат на оваа манифестација малку повеќе за нашата култура. Инаку влашката носија, за разлика од порано, денес се носи само на културни манифестации, а најповеќе за денот на власите 23 мај. Советот за безбедност на Обединетите нации остро ја осуди најновата нуклеарна проба на Северна Кореја и најави дека ќе почне да разгледува значителни мерки против Пјонг Јанг, вклучувајќи воведување нови санкции.
Ова се наведува во соопштението издадено по итниот состанок за затворени врати кој беше одржан по барање на САД, Јапонија и Јужна Кореја. Пред само 3 дена Советот за безбедност ја осуди Северна Кореја поради тестирањето балистичка ракета. Најмалку 15 лица загинаа, а околу 70 се потешко повредени во пожарот кој избувна синоќа во фабрика за пакување облека во близина на главниот град на Бангладеш, Дака, соопшти локалната полиција. Десетици работници се префрлени во болницата поради изгореници, а пожарникарите продолжиле да го гаснат пожарот кој се проширил на сите 4 ката на фабриката. Пожарот избувнал кога работниците почнале да стигнуваат на работа. Имало околу 100 лица во моментот кога се почнало да гори, изјави представникот на фабриката Мохамед Актаружман и додаде дека причината за пожарот се уште не е позната. Пакување на веќе изработена облека е меѓу дејностите со најголемите приходи за бангладешкото стопанство, преку кое на годишно ниво се остварува профит од околу 28 милиарди долари. Македонскиот кандидат за функцијата генерален секретар на Обединетите нации Срѓан Керим по завршениот 4-ти круг гласање е меѓу првите четворица, соопштуваат од неговиот кабинет. Меѓу првите четворица се пласираа португалецот Антонио Гутиереш, словачкиот кандидат Мирослав Лајчак, српскиот кандидат Вук Јеремич и Срѓан Керим од вкупно 10 кандидати. Следното гласање во Советот за безбедност е закажано за 26 септември 2016 година. Луис Енрике се соочува со незгоден проблем пред продолжението од сезоната откако Марк Андре Тер Штеген отпадна од комбинација за настап на следните неколку надпревари на Барселона. Германецот требаше да биде прв голман на Барса по заминувањето на Браво во Манчестер Сити. Прегледите покажале дека не станува збор за наивна повреда, а лекарите му препорачале на талентираниот чувар на мрежата пауза од најмалку 15 дена. Ова значи дека тој нема да може да настапува. Главен проблем за Енрике представува фактот дека Тер Штеген речиси сигурно ќе го пропушти и големото дерби со Атлетико Мадрид, што е на програмата на 21 септември. Ова беше се во Централниот дневник на Канал Плюс. Со повеќе содржини се гледаме во третиот и последен дневник во 23 часот. До тогаш имајте пријатна вечер.